Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е среда, 8 октомври 2014 година. Вие сте заедно со вестите на КТВ. Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување и агенциите за привремено вработување во акција за советување на средношколците да не прифаќаат работа на црно. Денеска се едуцира средношколците од Велес. Не прифаќајте работа без платени придонеси. Министерството за труд и социјала во соработка со Агенцијата за вработување и агенциите за привремени вработувања го реализираат проектот "Одбеј работа на црно". Сега во кампањата се вклучени и средношколците. Се советуваат да не прифаќаат вработување ако работодавецот не сака да ги вработи според законските норми. Овој проект представува една од активностите на Министерството за труд и социјална политика, кој што се дел од акцискиот план за намалување на сивата економија, и токму преку него се сака преку запознавањето со негативните ефекти кои што се од сивата економија да се влие на свеста пред се на младите, меѓутоа еве сега и на професорите дека е битно да се склучуваат договори за вработување и младите да не влегуваат во неформалната економија, туку да бидат дел од формалната економија, односно да влегуваат на пазарот на трудот преку потпишување на договори за вработување. Од агенциите за привремени вработувања велат дека проектот е насочен кон средношколците од завршните години, оти често во текот на летото тие работат на определено време. Најчесто фирмите кои ги ангажираат за нив не плаќаат никакви придонеси. Кампањата треба да помогне младите да научат како правилно се спроведува процесот на вработување. Токму овие проекти, овие едукации на младите се со цел да продолжи понатаму, да може младите на некој начин да не прифаќаат работа на црно. Сепак да побараат, кога ќе почнат да работат, сепак да побараат валиден договор за вработување, во кој што договор ќе стои што ќе работат, како ќе работат, каде ќе работат, и ред други прави обврски кои што се содржани во самиот договор за вработување. Од Агенцијата за вработување велат дека во проектот се вклучени како институција која ќе ги насочи младите да формираат сопствен бизнис. Како најдобра опција го посочуваат само вработувањето со кредит од државата. Младите ги едуцираме со тоа што имаме доволно мини бизниси кај што можеме да им објасниме како они самите тоа да го направат, да имаат своја идеја за да можат да си го осврат после тоа кога ќе завршат, да не одат приватно да работат, кај што може да ги вработат да не ги осигуруваат, туку самите себе да си направат мини бизнис план и со проектот со само вработување, со оние кредитирање што ни се, да земат 3000 евра, повратни, неповратни, така да свој бизнис да се отворат самите. Проектот "Одбеј работа на црно" се спроведува 4-та година поред. Во рамките на Центарот за социјални работи на Неготино, денеска во просториите на туристичко-информативниот центар Желкова куќа беше отворено советувалиште за брак и семејство. На пригодна свеченост во присуство на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов во рамки на Центарот за социјални работи Неготино, денеска во просториите на туристичко-информативниот центар Желкова куќа беше отворено советувалиште за брак и семејство, во кое ќе се обезбедуваат советодавни услуги од областа на бракот и семејството. Со пригодно обраќање градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов го прогласи за отворено советувалиштето за брак и семејство, кое ќе делува во рамки на Центарот за социјални работи Неготино, а ќе работи секоја прва сабота во месецот од 9:30 до 14:30 часот и секој вторник, освен првиот вторник во месецот од 10 часот до 14:30 часот. Добро дојдовте на овој настан со кој се одбележува започнувањето со работа на советувалиштето за брак и семејство, кое ќе делува во рамките на Центарот за социјална работа, а ќе биде лоцирано во една од просториите во туристичкиот инфоцентар Желкова куќа. Според моите сознанија, советувалиштето за брак и семејство ќе обезбедува советодавни услуги од областа на бракот и семејството со повеќе очекувани цели за потенцијалните посетители. Меѓу другото, ќе се дава помош и поддршка на поединци и семејства во ситуација на присутни проблеми во бракот и семејството. Помош и поддршка на брачните парови во надминувањето на проблемите, кризата во комуникацијата и други потешкоти, помош и поддршка на родителите во остварувањето на родителското право и обврски кон детето, помош и поддршка за децата во случај на развод на брак на нивните родители, како и советодавна работа со малолетни деца кои сакаат да склучат брак
и укажување на обврските и последиците кои ги носи разводот на брак. Советувалиштето е процес што се одвива низ повеќе фази и вклучува одржување средби за воспоставување односи помеѓу поединецот, семејството и стручниот работник, утврдување на проблемот и поставување на цели на стручниот тим, советодавната работа за пристигнување на целите и завршување на советувањето. Како што веќе реков, советувалиштето е сместено во просториите на Желкова куќа, че работи секоја прва сабота во месецот од 9:30 до 14:30 часот и вторник од 10 до 18 часот, со напомена дека услугите се бесплатни, а дискрецијата и непристрасноста се загарантирани. Од една страна, ја поздравувам оваа хумана иницијатива на Центарот за социјална работа, а од друга страна посакувам стручните тимови да има што е можно помалку работа, бидејќи бракот и семејството се светост кои треба да ги негуваме и одржуваме. Ви благодарам на вниманието и посакувам успешна работа. Со овој чин го прогласувам советувалиштето за отворено. Ова советувалиште ќе делува во рамки на предбрачното советување, како и на малолетнички бракови и ќе работат на превентивни програми наменети за помали генерации, со цел за создавање на здрави и квалитетни семејства кои се основен столб на заедницата. Би сакала да упатам една благодарност до владата на Република Македонија и до министерот за труд и социјална политика што ја донесоа оваа одлука, вакво советувалиште за брак и семејство да постои и во нашата општина и во Неготино, и значи сега Неготино да нуди уште една нова социјална услуга преку советувалиштето за брак и семејство. И предходно Центарот за социјална работа работеше на оваа проблематика, значи бидејќи ова советувалиште е наменето пред се за лица кои имаат семејства, кои имаат нарушени брачни и семејни односи, семејства кои имаат нарушена комуникација помеѓу родителите и децата, жртви на семејно насилство. Значи Центарот и предходно работеше, но сега со отварањето на ова советувалиште ние ќе се потрудиме да понудиме еден нов пристап, нов приод кон работите, поинакви форми и техники за работа, се со цел да се надминат состојбите и проблемите во оваа област, значи во областа на бракот и семејството. Како што нагласи директорката на Центарот за социјални работи во Неготино Роза Јаневска, ова советувалиште е отворено за сите заинтересирани граѓани од општина Неготино кои чувствуваат било каква потреба или дилема во однос на советувањето за нивното семејство. Министерството за внатрешни работи ја спроведува кампањата за безбедност во сообраќајот. Се очекуваат позитивни ефекти од оваа кампања, рече министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Навистина имаме голем број на жртви во сообраќајот. Во текот на 2013 година го достигнавме неславниот рекорд на 198 жртви во сообраќајот. Имаме голем број на сообраќајни несреќи со потешки последици и сето тоа е резултат на првично на невнимание на возачите, значи на однесување на возачот. Кога велам однесување на возачот, тука се вбројуваат и управување на возилото со брзина неприлагодена на условите на патот, управување под дејство на алкохол, непрописно претекнување, управување без употреба на заштитна опрема, користење на мобилен телефон во текот на управувањето со моторно возило. Значи сето тоа се фактори на кои може да влијае самиот возач. Во многу мал број на случаите има и други фактори кои може да му се препишат на возилото или неговата техничка исправност или на одредена состојба на патот, меѓутоа споредено со факторот човек, овие фактори се навистина во многу помал процент. Заради тоа ние ја започнавме и кампањата која пред се е насочена кон факторот човек. И сите оние поведенија кои може да придонесат за тешки последици во сообраќајот, па понекогаш и загубење на човекови животи. Министерството за внатрешни работи практично правејќи евалуација на состојбите во сообраќајот за 2013 година
како надлежна институција направи план, значи ние со колегите ги согледавме овие состојби и направивме план за 2014 година. Факт е дека во 2014 година значително го зголемивме бројот на сообраќајни контроли и аналогно на тоа се зголеми и бројот на превземени мерки во сообраќајот, но гледајќи ги очекуваните резултати од почетокот на годинава па до денес, бројот на сообраќајни несреќи е намален за околу 20% и бројот на жртви во сообраќајот е исто така намален, што значи дека ваквите активности кои се одвиваат во континуитет и на превентивен и на репресивен план ги дадоа своите резултати. Еве ако сакате, ако направиме една оценка само на последнава најнова кампања која ја води владата за поголема безбедност во патниот сообраќај и направиме една компарација на бројот на жртви во месец септември, тоа е месецот кога се спроведува оваа кампања 2013 година и месец септември 2014 година, бројот на жртви е неколкократно помал, односно во 2013 сме имале 19 жртви, а сега на самиот крај на септември имаме 5 жртви во сообраќајот во месец септември 2014 година. Јас се надевам дека до крајот на годината ќе го задржиме овој тренд на намалување на бројот на сообраќајни несреќи со потешки последици и сообраќајни несреќи со последица смрт. Хидроелектричната централа Тиквеш дневно произведува 1800 мегават часови електрична енергија, што значи дека месечно планираното производство за октомври е остварено уште сега со 54%. Благодетот од обилните есенски врнежи почна да се преточува во производство на електрична енергија деновиве со стартот на работа на хидроелектричната централа Тиквеш. Поволната хидролошка состојба што најдобро се осликува со податокот дека моменталната кота на нивото на акумулацијата Тиквешко езеро изнесува 259,38, што е многу малку до максималната кота до прелив која изнесува 265. Според изјавата на директорот Звонко Бошков, во хидроелектричната централа Тиквеш дневно се произведува 1800 мегават часови електрична енергија. За месец октомври планирано е вкупно производство од 11.500 мегават часови, а само за 7 дена, заклучно со вчерашниот ден, произведени се 6.200 мегават часови или 54% од месечното производство, со секако се оценува како многу позитивно. Во акумулацијата има вода за производство на 46.400 мегават часови електрична енергија, вели Бошков, што дава за право да се очекува успешно остварување на планските предвидувања за производство на електрична енергија. Она што вреди да се спомене дека во хидроелектричната централа Тиквеш успешно се завршени ремонтните активности кои се спроведени со сопствени ресурси, што ќе овозможи да нема застои во работата. Почна ловната сезона на дива свиња. Од 11 овој месец ќе се лови и зајакот и еребицата. Ловечкото друштво Тиквеш информира дека ловната контрола е засилена на терен. На 1 овој месец започна ловот на дивата свиња на терените со кои стопанисува ловечкото друштво Тиквеш Кавадарци. Веќе активно ловат оние кои го стекнале правото на лов. Ловните контроли во овој период се почести на терен, потврдува за КТВ Тоде Пановски, секретар на ловечкото друштво Тиквеш. Право на лов имаат ловците со измирена чланарина, добиена дозвола за лов и положен ловечки испит. Во спротивно, секој кој ќе биде затекнат на терен ќе се соочи со високите казнени мерки по законот за ловство. Првично чланарината мора да е целосно подмирена. Потоа друштвото ја издава дозволата за лов, а ловџијата веќе го има и ловечкиот испит. Ако само едно од овие 3 задолжителни обврски не ја поседува ловџијата, нема право да лови дива свиња, потенцира Пановски. 3 мерки се обврска со законот, а ние сме должни да ја почитуваме, додава секретарот.
Со обврските за стекнување право на лов се сложува и управниот одбор на ловечкото друштво Тиквеш, од каде исто апелира дека за да се лови мора да се подмират долговите кон друштвото. Ова ловечко друштво за во сабота на 11 го најавува и почетокот на ловот на зајаки и рибица. Правилата се исти, а важат за сите, а дека има ловџии кои го сакаат ловот и се верни на обврските, потврдува секретарот Тоде Пановски, кој вели дека ваквите се веќе неколку дена активни на ловните терени, каде ја има дивата свиња, а со кои стопанисува друштвото. Праводелниците од основното училиште Страшо Пинџур од Кавадарци беа во посета на општина Кавадарци и градоначалникот Александар Панов. Се интересира за комуналните проблеми, но праша и дали во нивното училиште наскоро ќе има изградено спортска сала. 52 ученици од прво оделение од Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Кавадарци денеска беа во посета на општината Кавадарци и градоначалникот Александар Панов. Посетата беше во склоп на наставата по предметот Општество и методска единица за познавање со работењето и надлежностите на општината и градоначалникот. Домакинот Панов со првачињата и нивните наставници се сретна во салата на Советот на општината, каде децата низ краток настап се представија кои се и од каде доаѓаат и која е целта на нивната посета, пошто домакинот побараа да ги запознае со поставеноста и функционирањето на локалната самоуправа. Градоначалникот им ја представи општината, Советот и општинската администрација, појаснувајќи им ја на децата нивната поврзаност, начин на работење и нивните цели и надлежности. Децата потоа беа гости во неговиот кабинет, каде на градоначалникот му предадоа рачно изработено знаме на општината, а потоа се интересираа и за работата на првиот човек на општината. Откако добија одговор, тие поставија и повеќе прашања до домакинот. Децата се интересираа за комуналните проблеми во нивните маала, потоа прашаа дали и кога нивното училиште ќе добие спортска сала, дали може да се подобрат реквизитите во детскиот забавен парк во нивното училиште. Дел од нив се интересираа дали и какво школо треба да се заврши за да се биде градоначалник, а на крајот побараа и заедничка фотографија за спомен од денешната посета, која ја завршија со песничка за Кавадарци. Детската недела со низа активности ја одбележува и Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот во Кавадарци. По повод детската недела низа активности организира Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци. До крајот на неделата сите ученици активно се вклучени во промоција на своите права низ неколку креативни методи за кои пак пред медиумите денеска говореше наставникот Донка Чејкова. Во понеделникот имавме читање на лични творби од страна на учениците за одбележување и на денот на учителот и правата на детето. Во вторникот учениците од оделенска настава 1 час изработуваа заеднички паноа и хамери, исто така на темата детски права, а исто така беше запазена и интеркултурата. Денес во соработка со Совет за превенција од малолетничко престапништво ќе се реализира работилница врсничка едукација со ученици од предмет на настава на тема детски права и интеркултура, а во попладневната смена со оделенска настава големиот одмор, кој беше наменет за јадење на ужинка, чипс, тост, смоки и друго, брза храна, значи ќе биде заменет со јадење на овошје, се со цел менување на навиките и грижа за здрава исхрана кај учениците. Воедно ќе биде прочитан еден реферат за здрава храна од учениците од 5-то одделение. Во четврток учениците ќе одиграат Оро на мирот и заедничката игра, славејќи ги различностите, интегрирана активност која воедно го поддржува и проектот за меѓуетничка интеграција од кој е дел и нашето училиште. Одбележувањето на детската недела ќе се заврши со финалната приредба која ќе се одржува во петок по повод свечениот прием на децата од прво одделение во светската организација со учениците од второ до пето одделение преку музички изведби и драматизација ќе им посакаат добре дојде на најмалите во нашето училиште. Нека им е среќен денот на нашите првачиња. Детската недела се одбележува до петок, тогаш главни ќе бидат најмладите од основното образование, свеченото влегување во детската организација и заклетвата на првачињата. Учениците од Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Неготино учествуваа на регионалната конференција во Тирана, Република Албанија.
Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино е дел од проектот Регионална поддршка за инклузивно образование, поддржано од Европската унија, односно заедно со уште 5 училишта од Македонија и 40 од земјите од регионот, е пилот училиште избрано преку селективен апликационен процес од преку 150 поднесени пријави од училиштата од земјава. Целта на проектот е развивање на добри практики за инклузија на маргинализираните групи ученици, со што секој ученик ќе се чувствува добре дојден. Во проектот ќе бидат вклучени и родителите и пошироката заедница, како дел од активностите подготвена е апликација со која добијан гарант од 9500 евра. Истите ќе бидат искористени за опремување на училница со најсовремени средства, обука за наставниците, работа со ученици со потешкоти во учењето, како и работа со надарени деца. Исто така ќе се работи и на обука на родителите за важноста на образованието на нивните деца, како и развивање на активности за нивно поактивно вклучување во училишниот живот. Представници од основното општинско училиште Страшо Пинџур учествуваа на првата регионална конференција која се одржа во Тирана, Република Албанија, како и на одделни состаноци кои се одржаа по Македонија и Албанија. Овој месец 20 ученици ќе бидат дел од втората конференција во Загреб, а тим од училиштето ќе има студиска посета во земјата од Европската унија со цел за запознавање со тоа како таму се реализира процесот на инклузија. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Во одделни котлини ќе има појава на слаба утринска магла. Температурата ќе се движи до 24 степен. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите на КТВ. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатни минути со програмските содржини на КТВ.